Функционирањето на новоотворениот дневен центар за лица со попреченост во Кочани се реализира според планот. Во моментот во него престојуваат десетина корисници од општината, а постојат можности нивниот број да се зголеми. При работната посета на центарот, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска рече дека грижата кон оваа категорија граѓани ќе продолжи. Исто така најави дека нема да бидат заборавени и останатите корисници на социјалните услуги. Од една страна ги покачивме социјалните трансфери кон граѓаните за 300% и тоа е онаа важна работа што се случи во оваа година, но продолжуваме со развој на социјални услуги и поддршка на веќе отворените социјални услуги затоа што без нив не може да зборуваме за реална социјална заштита. И третата компонента која што ја правиме тоа е инвестиција во вработените. Поради тоа што социјалниот систем се базира на човечкиот капитал и потенцијал кој што беше заборавен или социјалните работници и негователите има минимални плати во нашата држава и токму затоа со исплатата за јунска плата во јули месец добија сите вработени за 22% зголемување. Дополнително сите негователи во дневните центри кои што имаа плата нешто над минималната или 12.500, сега имаат 18.300 што е за зголемување за повеќе од 5.000 денари. На работната средба со директорот на Центарот за социјални работи од Кочани беше искажано задоволство од покачувањето на надоместокот за вработените. Еве ќе ви илустрираме еден пример, ако негователката во дневниот центар во порано земала 12.500 денари, сега зема со покачувањето со новиот закон 18.000 денари плата. Тоа е покачување од 43%, што верувам дека дополнително ќе ги измотивира вработените да испорачуваат услуги во корист на граѓаните. На врвот на мојата работна агенда е тоа излекувањето од сиромаштијата и интеграција на пазарот на трудот на социјално загрозените лица кои што се работоспособни, се нуди со новиот закон идеални услови за да се интегрираат на пазарот на трудот и верувам дека во оваа насока ќе испрачаме исклучително добри и задоволителни резултати. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев се заблагодари за досегашната поддршка од ресорното министерство во областа на социјалната заштита за граѓаните од Кочани. Со медицински екипи и социјални лица се врши посета на лицата кои што имат потреба, со тоа овозможуваме да имаме целосна информација за состојбата и за социјалните случаеви во општина Кочани и поранешната општина Кочани, а тоа се дел од општините Чешиново, Облишово и Зрновци. Значи денеска имавме прилика да слушнеме од нашите тимови дека се извршени 1402 посети во првиот случај, каде што се детектирани разни проблеми, каде што ние како локална самоуправа имаме можност да действуваме директно или пак заедно во соработка со Центарот за социјални грижи. При посетата на Кочани, министерката Царовска истакна дека ресорното министерство за труд и социјала ќе продолжи со поддршка за изградба на новата детска градинка во населбата Дрчевик, но и во подобрувањето на здравствено-социјалните услуги, како и за обука на вработените во проектот за семеен социјален работник.